вечер Македонија. Ова е пирова победа на режимот. Јас како председател на Левица ова вечер ќе упатам честитки само до кандидатите во Кичево и во Брвеница. Тоа значи дека нашата македонска платформа дава резултати доколку се обединиме. За разлика од нив, сетете се што и направија на Јована од Струга. Ако треба да опишам во еден збор како помина вториот круг, тоа е ВМРО стагнира, Левица дуплира. Браво! Грачево има освоено плюс 3.500 гласа, што е само 3% зголемување, додека Амар од Чаир има освоено плюс 30.500 гласа. Опозицијските тенденции веќе се престројуваат позади Левица. Од втора партија на ниво на цело Скопје, вечер во обзнанувам дека сме прва партија, дури и пред ВМРО ДПМН во центар, во Карпош и во урбаниот дел од Ајроде. Балистичко-врховистичката коалиција потврли и вреди ги зафркна ДПМН на секаде каде што очекуваа нивни гласови. За возврат на кусогледоста на Мицкоски, Курбан отиде Западна Македонија. Патриоти, продолжете да си го гласате Мицкоски. Во поглед на неопределените, ќе кажам дека 66% од нив не излегла на глас. Тоа е многу неинтелигентно решение со ваков изборен модел. Или да објасниме пластично, 2/3 од скопјаните не гласаа, 1/3 гласаа. Од тие 1/3, само 1/5 одлучија за сите нас. 20% ВМРО-вци ќе ви ја стават чизмата во наредните 4 години. Од тука апелиравме дека неизлегувањето е неинтелигентно решение и тоа се покажа во пракса. До гласачите на СДСМ, ве пуштија низ вода. Ја предадува Струмица и Карпош, предадени сте од корумпираното раководство. Престројте се позади нашиот бајрак за да ги победиме ДПМН на наредни парламентарни избори. И последно, до левичарите. Зарем мислевте дека со 16.000 евра на Фейсбук можеме да победиме Ламија, која што вцица преку милиарда во овие избори? Тие ги имаа милиардите, ние им се спротиставивме само со едно брендирано комбе. Ви ветуваме дека ќе имате пекол во собранието ако не го измените изборниот законник и ако не ни дадете член во Државната изборна комисија. Амар е новото лице на Левица, Амар од обичен левичарски воин вечерва стана специјалец. Од тука Амар е предводникот на пасокизацијата на СДС на ниво на град Скопје. Борбата продолжува, да сте ми живи и здрави.